Добра вечер и линденци. Сабота 20 часот и време е за вечер со Горна Тијана, Вардарска Тијана или... Еве го решението. Ајде ние да се викаме Македонија 39%. А вие сте... Ајде. Без нервози, врати се на Ајде. позиција си. Окей, опуштено, амерички, холивудски. Добра вечер, доброви вечер и линденци. Сабота 20 часот и време е за вечер со Горна Тијана, Вардарска Тијана или... Еве го решението. Ајде ние да се викаме Македонија 39%. Ма какви, јас сум 100% Тијана, ова е 100% 1 ТВ и вие се 100% со нас! Така е, супер! О, каква недела оставаме зад нас. И тоа само недела со само 3 работни денови. За властите до душа само 2, а ни се случија толку работи, па така, морална режија, ако ке може, да, поранешниот премиер ни се лизна на 2 години само од првата скала. Да. Се случи тоа, а се случи дури и дуел на лидерите. Тазен е споменот на овој по форма дуел, по содржина без диалог, после кој твитерџиите го прекрстија во Жмицковски. А јас за лидерот на ВМРО ДПМН имам друго име, Нено. НЕНО. Напад е најдобра одбрана. Нено. Нели чекавме цели 20 години да ни се случи дуел? Ало! Дали луѓето кои треба да останат од континуитетот се луѓе на кои им е потребно по шише виски да испијат дневно и после да се трезнат со грам кокаин? Јас сакам директно ме прашам. Дали се тоа мои измислици или е точно дека токму вие имате со своја рака напишано и подпишано напис во кој што велите дека е потребна ревизија на македонската азбука? Токму вие, господин Георгиевски, го променивте сопственото име во овие неколку години. Од Љупчо во Љупчо, со Б. Токму вие, господин Георгиевски, го поставувате прашањето, го поставивте прашањето до македонските историчари, да ви принесат доказ со кој ќе покажат дека истакнатите дејци од илинденскиот период на вистина се чувствувале македонци. И после ова, тишина, тацет. Викај го, моли го, куми го за дуел новиот лидер на ВМРО ТПМН. Не, па не. Груевски не седна спроти никој со спротивно мислење. Си викам, едва чека да седне и пред цел народ, да ме растури. Не ги нели, тој е реформаторот, тој е природбеникот, тој е чистиот, тој е пастирот, а ја потрошен транзиционер. И замислете, чудо, сношти од Охрид Груевски вели, не икам, не сакам, нема тебе дуел со Бранко. Груевски во изминативе недели веќе одби едно телевизиско соочување. Денеска сакам да му понудам уште еден ТВ дуел. Никола, страв ти беше да прифатиш со Бранко да зборуваш за минатото. Те повикувам денеска да собереш храброст и со мене на ТВ дуел да говориш за иднината. Господине Груевски, јавно ве повикувам на телевизиско соочување, на ТВ дуел. Барем еднаш одважи се, барем еднаш охрабри се, барем еднаш, конечно, прифати еден ТВ дуел со мене пред целата македонска јавност. И да го повикам, како што е ред, во секоја земја која што е демократска или има аспирации да биде демократска, да прифати дуел. Зошто да бега? Тоа му е последна можеби шанса.
Нека го прифати дуелот. Да не бега. Ако сака, нека го земе со него и Сашо Мијалков, и Трајко Милјановски, и Никола Тодоров. Кој сака нека земе. А убаво рекле, здраво е за демократијата да има диалог, да има дуели. The first presidential debate turned into a backyard brawl. So when you try to act holier than thou, soyons là aussi pragmatiques et responsables. Wenn wir nein, können Sie gleich machen. Wenn wir sofort. Ich wollte nur Folgendes sagen: Wir leben im Augenblick in einer Односливо, културно, нема што, ама има и вакви политички дуели. Piazza Armerina. Vuoi parlare di io e non tu, capra ignorante e bestia, falsario. К сожалению, поэтому именно так мы и живем, что вы 25 лет рассказываете про Горбачева, без того, чтобы отвечать. Вы режиссер, если вы не можете поставить... Ей, не се смейте. Бог да чува од дуели какви сега ќе видите. دكتور فايز دكتور مصطفى دكتور جاب لا شباب სული წისქვილის ხალზე დამსხველი. ანუ ჩვენ იგი ხარ, ფიგურები ხარ. გოგი თობაძე არის, ჩვენა ვარ ფიგურები, ჯო. हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लोग जो है उनकी बर्बाद करते हो जमील साहब यूसुफ साहब बर्बाद करते हो मुझे कुछ यार तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं यार प्लीज सुन लो प्लीज यार बर्बाद करते हो क्या मतलब है तुम्हारा यार वी शुड यार जमील साहब آقای ممتاز سوال ما اینجا آقای دهن چیه لا يا انت اللي بدأت يا شاكر انت اللي شاكر يا اخوان انت اللي بدأت لا يا انت اللي بدأت يا سامي لا Нема некој политичар тука? А? Нема? Нема? Еден ден ке ме бараш да ме сонуваш. Да не се разбереме погрешно, ова не е љубавна песна за изгубена функција, туку најава за мојата Тамара Тодевска! Не е непотизам, само ми е сестра. Значи, Тамара Тодевска! Дакле, значи, зајаците чект, бикот чект, водата чект, сценариото тука е, паричките тука, све. Тамара, каде е Тамара? Кај е сестра ми, белу? Тамара! Тамара! А од тука си била... Ама како да те сватам кога нон-стоп булиш у телефон? Од сабајле до вечер ти си у телефонот. И како да те... Ај, добре, дојде, љубави. Не станови, таман се намест. Добре си. Кај си, што си убава. Здраво, здраво. За твојот стайлинг се погрежи Анета Кочишки. Добро. Да, морам тоа да го кажам на почеток, затоа што ете она ти... Ама за мојот мейкап and hair се погрежи Сергеј Вероштија Апсолутно, после точно 18 години. Абе, што збориш? Да. Пред 18 години последен пат тоа предка ми кажа дека ме шминкал за некој каталог или за календар, да, точно. За календар Джеймс Бонд 2000-та. Човече, тоа ја не знам уште, уопште не се сеќавам ја. Не, Сергеј иначе мој колега сега во телевизијава, иначе еден од ако не најдобар и прв стилиста кој што се појавил во нашава земја. Абе, луѓе, мене ми е малце ниска сте. Така бе, Джони бе, да се качам. Тамара бе, како си бе, љубави? Одлично. Убаво ли ти е овде, кажи? Убаво. Малце топло ми е. Па добро сега, нормално и природно е крај на мај, те буше малце ти роден ден. Да.
Што сакаш ти купам за роден ден, уште не ми кажеш? Ке ти кажам. Ке ми кажеш у оф? У оф. Добро. Дали ти се допаѓа овој момент кој што се вика 3D мапинг? Да, многу ми се допаѓа, го видов во вашите претходни емисии и многу сум задоволна. А знаеш ли дека сме единствени во регионот што има 3D мапинг момент? Не сум знаела. И овде, секоја и чест. таму, позади фидбек бендот. Здраво! Еден аплауз за фидбек бендот. Како сте, момци? Добро, дали сте спремни? Да, Спремни сте? почнала. После ќе пееме. После ќе пееме. Имам ја доста да те прашам. Имаш зајак дома? Да. Дали си нормална? Не. Само тоа имам да те прашам. Не, али зајакот е прва љубов на Хана и моравме да го задржиме. И шо прави Хана со зајакот, ај сте објасни ми? Мислам, јас знам шо прави, објасни на гледач. Па го Ако смееш од Анима Мунди, да кажеш. Го гушка, го бацува, вака му прави и се тресе. И се тресе од љубов. Да, исто и на Баџоле така, му прави Баџоле, иначе многу те поздрави. Баџоле на привремена работа во главата. Не му виси главата. Кај Нина, кога беше Нина во емисија, цел време му висеше главата, спиеше. Така што те поздрави на привремена работа во странство. Ќе дојде рече за недела дена во следната емисија. И така. Значи, рековме дека ти роден ден. Да. Ти настапуваш, девојче, за широките народни маси, за пошироката публика, ако не знаат, мада мислам дека и птичките на Гранка знаат, дека пееш од својата 6-та година. Трета. Како мори трета? Трета почнав да пеам у пиколо. Ау, да бе, човек. Не, ама официјален Официјален 91 на 6 години со Маријана и Росана. Со Маријана и Росана ја пееше песната Љубов, тоа беше 91 година, ако не се лажам. Да, ти си 85 годиште. Како нели помала моја сестра, тоа би требало да го знам. Затоа што кукав 10 години да се родиш и кога наполнив 9,5 години, ти дојде на свет, сите имаа барбики, јас имав Тамара. Мајка ми супер беше. Тамара плаче, тија на иди види. Тамара пелени, иди види. Не, сега јас гледам колку си била ти од помош на мајка. Дали ти на мајка знаеш дека тогаш, ти кога се роди, 85-та година, немаше памперс. Значи немаше еднократни пелени. Добро, не мора да го раскажуваш тоа на све ќе телевизија. раскажам. Ја реши вечерва све да све ќе мора. раскажам. Значи немаше нормални пелени, имаше тетра и шведски. Ви текна ние шведски, тетра и шведски. И Тамара нормално, природно бебе, како секој бебе, ќе се најаде, он е врабец, јаде кака. И шведските пелени виката пресоблечија Тамара. И ја шо да правам, зијам тоа шведската и ова имаш. Значи која камера? Двојка. Ево вака. Вака собира. И 20 години подоцна, она мене вика, ти ке ми кажеш. А ја ке ти кажем, бе, как ушките ти ги читам. Не, чекајте малце. Значи, ја имав 16 години кога Тијана се оцели од оваа држава и мисли дека сум останата на тие 16 години. Као да се уште имам 16 години. Не, точно ти си... Значи, буквално така, така не? Не, точно. Ти си и после 10 години се однесуваше спрема мене као да имам 16 години, ама нема везе тоа, нормално. Ама добро, ти си имаш две мајки, ти стално кажеш да вака. Не, шегата на страна, ти си совесен граѓанин на оваа држава, ти си прекрасна мајка, првенствено, прекрасен другар пред се. Ја стално кажем дека моја најдобра другарка е сестра ми. Сега таа разлика во години што не е многу нешто претерано многу голема. Сега веќе се истопи. Така е? Така е. Ти си прекрасна мајка на Хана, љубија тетка. Ја мислев дека Хана е едно прекрасно дете, монструм. Она се собрала, човече, дали е тоа вистина или јас сум јалнаш? Што тоа? Све што не чини собра од нас. Значи, прво што талентот го собра. Гледаме више кај неа талент за музика. Ќе видиме, многу сака да пее, цело време пее. Има микрофон, Розев. Да, има микрофон. Ја, се е Happy Birthday пее, цело време се пее. Од кога и беше роден ден, скоро, цело време пее Happy Birthday to dear Hana. Да. Ама не ги погаѓа баш тоновите. Ама погаѓа, добро, мала е 2 рано години, мислам. Значи, ти си еден од ретките вокали, ако не и најдобар вокал, нешто си моја, али тоа го мисли 100% популација, не само во Македонија. Ти си многу позната пејачка и во Србија, и во Босна и Херцеговина, и во Црна Гора. Инаку 1003, не знам дали знаеш дека и се уште е хит. Тија отпеа 2003. Трета? Зошто све мислам за 2004? Не знам. Се сум нешто со годиниве ненормално. Нешто скарано. И од тогаш до ден денешен... Може да не си во право.
Да, беше една после друга, беше она со врчак лоша девојка си лоша. Тоа беше 2004-та, 2003-та. Така нешто беше. Добро после друга. Небитно, мислам. Со шалварите плави. Да, супер беше. Ја пеев, ја освоив второ или трето место на таа будва, а ти се појави и блесна и таа песна и остана и ден денес, неверојатно. И таа песна ти нешто многу не сакаш да ја пееш. Зошто? Не, точно. Имам нова, со мојот бенд имаме нов аранжман, да, со на 1003, звучи феноменално и баш ми е кеф кога ја пееме. Да, ја немав можност, ја имав фидбек ги имам како бенди, многу си ги сакам. Добро. Немавме можност да ги донесеме кумановците што ти свират, али фидбек ја мислам дека одлично ќе ти испрат. И јас мислам. Дали ти можеш да отпееш нешто? Пошто ја не знам дали знаеш, во мојава емисија поише се пее, помалце се прави муабет. Добро, тоа ми одговара. Ти одговара? Апсолутно. Па дивно. Дали знаеш што е ова? Знам бикот на среќата. А зашто служи овој бик на среќата? За да се собираат парички. За кого да се собираат парички? За на тие што им требаат. Значи ние што правиме до крај на сезона, собираме што? Парички. И што правиме после? Ги донираме на некого што. Донатирате. Да, дали ти нешто донеса? Па ја нешто ситно што најдов, вака иначе ти не ми кажа дека крупно треба да носам. Чекај. Имам нешто тука. Па повели. Благодарам. Што си згодна, Тамара, лалдена, не така чишки како престани. Ете, така да се угоде. Сега да пеам? Сега ќе пееш, повели девојче. Која песна сакаш? Па баш на тебе. Ајде. Иначе ја најубаво ја пеам таа песна. Да. После тебе. Не, чи ќе пееш. Само за кумот, сваќата и пријателите. Ајде сваќа, se ljubiš kako što se ljubeše, pak se gubiš, ama koga gubiš ti i ne se gubiš kako što se gubeše. Правам шопинг на нервна база, медицински јас сум трета фаза, тука некаде пред полудување. Ај не штета за суета каква што е мојата, а гордоста ја оставам кај другарките на чување. Епа мило моје, држи се, вечером планирам случајно да налетам баш на тебе. Вечерва, случајно, а баш на тебе. Баш на тебе. Баш на тебе. Баш на тебе. А баш на тебе. Баш. Сега тука требаше втора строфа да испрем, така? Идемо. Пак ми земаш, ама кога земаш, тогаш се ми земаш, не се иш за фалење. Пак ме немаш, ама кога немаш, тогаш врска немаш, тогаш ти за жалење. Хеј! Епа мило моје, држи се, вечером планирам случајно да налетам баш на тебе. Вечерва, случајно, а баш на тебе. Баш на тебе. Баш на тебе. Баш на тебе. А баш на тебе. Епа мило моје, држи се, вечером планирам случајно да налетам баш на тебе. Вечерва, случајно, а баш на тебе. Фала, браво, дечки. Супер. Дали ти Тамара Тодевска-Димитровска-Дапчевич? Молим? Дали ти Тамара Тодевска-Димитровска-Дапчевич? Да. Зашто викам Дапчевич? Скоро имавме една
манифестација на која што Дадо Топич ме навика Тамара Дапчевич и Милан кој што го гледаше сето тоа онлайн, само се јави и рече дал да зовем Зета Садил после. Многу беше смешно тоа. Дали си ти колку беше збунет после тоа кога свати ствари што направи? Не, многу беше збунет. Па добро, јас сам мислел да се ви се. Па извини, па да. И мене се зашо ми се извинуваш? Така да. Мислам, сите знаат дека сме сестри, а ретко кој знае дека јас сум Тодевска. Микрофонот ви го сотрефа. Не бе, супер си. Супер си. Жива емисија, па тоа се случува. Пази да не се изгуби тамо меѓу тоа. Дали си ти свесна за својата гениалност? Аја, почна. Не почнав, само те прашувам, пошто има луѓе кои што до својата, додека не отидат на оној свет, не се воопшто свесни за својата гениалност, а сите останати во Па јас сум изгледала тие, дека сум жива и здрава. Ама зашто е тоа така? Свесна си дека си... Јас сакам да сум си присебна и да сум си нормална и да не... Ама ти си нормална, може да дури превише си нормална. Па знам, али мене така ми е поубаво. Така си кодирана. Така ми е поубаво и не сакам и ни да се, што би сте рекло по-народски, да се пувам. Да се занесуjem дека не знам што сум на светов, мислам. Ти си една од ретките, ако не и единствена во овој регион, покрај мојата прва гостинка која што ја знаеш и ти лично, Марија, која што може се да отпее. Значи, ти си една од ретките која што може се да отпееш. Значи, ти можеш да отпееш и джез песна, и блуз песна, и тоа да го осетиш вистински и да не лажеш во ниеден момент. А можеш да отпееш и Драгана Мирковиќ. Може. И тоа нема да ви се веруе. Како беше онаа песна? Со какви? Сама на овом свету, сама као лист на ветру, куда да побегнем од тебе. Со се главато го прави. Со се главато, виде. Главато. Да, имаш главато, имаш тресато као Вера Матовиќ. Разбираш? Имаш главато. Вибрато имаш нормално, што го имаме сите, и имаш главато. Тамара, може и тоа. Невероvatно. Да. И хочу наđe да ти присам. Да, немој тоа со стои да почнеме, пошто ќе го исклуча телевизорот. Бори мајка. Ама некој може и нема. Некој сака тоа. Инаку, на разноразниве надпревари, тоа ми беше шлагворт на Моабетов. Што на звездите, што на звездичките, честопати од жирито можеме да слушнеме коментар до кандидатот дека одбрале да пеат песна која што е од исклучителен пеач. Затоа те прашав дали си свесна за тоа. Па 1003 ден денес ја пеат. Ја пеат и тешко без тебе. Мартија ја пееше минатата година. Да, и тажна љубов ја пее. Да. Кога сме веќе кај тажна љубов стрикна песна, Тамара, дали сакаш на гледачите да им откриеш дека ти не сакаше да ја снимиш таа песна? Да раскажеш колку беше глупа во еден момент. Тоа беше едно демо кое што Роберт ми го пушти и звучеше вака. На. Ја го гледам Роберт и го дали си ти дечко за сите. Да. Ака ми викаш, те молам, само послушаме овој пут и затвори уста. Да, па што бил во право, мислам. И не верав на таа песна, се додека не стигна од Џамбазов текстот. Више, кога стигна текстот, си доби една своја целина таа песна и доживеа себе. Иначе на Нана, мислам ми беше, викам, не можам бе, викам, Роберт, тралалајка да ти пеам. Ау, како ќе се каеш, ми викаш. Да, многу. Да. Те молам, послушај, и го послушав. Среќа, не знам како го послушав. Па исто како што јас го послушав Браја за све исто, само njega нема. Ти си сведок дека му спуштив слушалка која ми се јави, реков, ало дечко, ај здраво. Да. Али видиш, тоа е таа некоја интуиција, знаеш, која што ја цел живот ја осеќам у такви моменти. И секоја песна која што сум ја одбрала затоа што внатре нешто ме заиграло. Или сум се поднаежила, знаеш? Да. Обично на тие песни добри кои што сум ги отпеала во животот, кога сум ги чула прв пат, онака ми заиграло све. Која песна ја сакаш највише? Твоја? Моја? Да. Па тешко без тебе. Нели? Да. Јај. Ма таа песна, вака ќе ти кажем што се случи, мислам ти може и знаеш. Дојдов кај Роберт у студио, општо немавме ни план да работиме нешто таа вечер. И седнавме и
ајма вика пеј нешто, викам седни свири. Он буквално седна на клавир, викам це и так це и почна да го свири тоа дан почетокот. И ја влегов у студио и од прва на на излезе таа мелодија. Че од прва и почнавме. Тоа е најубавата песна. И почнавме и он продужи да свири и ја влегов и песната излезе од нигде никаде излезе песната. Неверојатно од прва. И после дојде и текстот, али така сосема случајно Ти таа таа песна година излезе. на Скопски фестивал, тоа беше 2014. Не се сеќавам. Не, порано. Си го избришала од меморија, 2013. 13. Ја коса имав тогаш. Ти тикна коса која има? Да. Бог да Тетка Дапчевиќ. Бог да чува. Како професорка по хемија од Пинтија. Така изгледав со коса. Фала Богу, па се очишав. Да, тоа ми беше така стресна Скопски фестивал. Толку беше, да, тој Скопски фестивал, нема да го спомнуваме, али ти толку беше единствена беше. Јас се сеќавам, бев со Мешко, нашата колешка Наташа Мешковска, бевме заедно со Олга, со Мешко, сите бевме у ред. Ти така со толку емоции, ти ја остави душата, срцето вака го зема и го фрли на сцена. Кој излегов од сцена, што направи? Урлав од плачење. Не, па, значи, плачам и Мери Бобова ме гледа и га, што се деси? Ја не може да се соберам од емоции. Излезе катарзата, да. Излезе од тебе и на вистина и доби аплауз на отворена сцена и ние бевме сите убедени дека ти ќе победиш таа година. Више не се ни сеќавам кој победи таа година. Не е битно. Една од поубавите според мене кај мене да, ние сме осудени секоја година стално да бидеме втори. Second forever. Али први во нивните срца. Апсолутно. Така што тешко без тебе ми е мене да речеме у кола кога го слушам тој твој последен албум, кога сме викај албум. Добро, после ќе збориме за тоа. Па ништо на репит ми е највише ја сакам, стварно ја сакам. И спотот ти го сакам, и добра глумица си, и за тоа ќе збориме. Ај сега да пееш тешко. Сакаш тешко без тебе или среќна? Епа сега за тешко без тебе збориме. Епа ајде повелете. Ајде. Леле колку се радувам. No
Тешко без тебе. Само тешко без тебе. Брави! Како сте, господјо? Па добро. Па добро. Си изморувам оваа песна која пеам многу. Па до оваа песна. Кога ја снимаш 16. Што викаше една наша драга колишка од Србија и моја другарка викаше: "Од ове песме бубрек боли." Баш. Значи бубрегот ти отпаѓа од прилика. Ама ти кога пееш нема впечаток дека воопшто не дека тоа го правиш. Дека е тоа потпуно логично, логичен след. Искрено, мене гласот ми е денеска многу уморен, пошто и вчера и завчера И вчера завчера имаше и пеев свирки, наступи да. по саат и пол два и малце ми е изморен, искрено да бидам. Иначе оваа песна и боле знам да е. Да, не таман работа, тоа го знаеме, ние сите знаеме каква пејачка си таман работа, сега да се докажеш. Дали тоа што морам да ти го поставам тоа прашање? Дали тоа што твоите родители и воопшто целата твоја фамилија се музичари, па и сестра ти која што е постара од тебе 9,5 години, која што пред тебе се појави во шоу бизнисот и воопшто. Не, точно ја пред тебе се Добро, па ти се појави пред мене кој имаше 6 години. Па ја кажи Сергеј дека ја пред неа се појави глупост. Имаше 6 години кога се појави прв пат на Макфест и се сеќавам тогаш Зарина Цока ја те праша: "Тамарице, али имаш трему?" А ти вака гледаш: "А што ти е тоа, ама?" Оперирана буквално. И никош, Тамара иначе никош. Памтам 91-а. Никош не си имала трема. Седеше во први редови. Ја цело време додека пеев, гледав у него. Кој? У Киро Глигоров. Киро Глигоров. Цело време вака седеше пред мене и не знам зашто он ме фасцинираше у тој момент и си се стационирав, си се усредредив на него и така испеав песната гледајќи у него. Да. Гениално. Што ти беше прашањето? Мојабитот ми беше дали ти било олеснителна околност или ти представувало некој товар? Тоа што... Знаеш, малце на почетокот ми пречеше сестра и на Тија. Не ми пречеше колку што ме нервираше сестрата на Тијана, али после некое време, уствари, си, знаеш, као да сакав да си изборам, да тоа се тргне малце на страна, а не да ми пречеше с краја, да? Него едноставно... Ма на секој нормален би му пречало пречало Тамара. Не, него се Тамара. нервирав кога не бев ја Тамара, него бев сестрата на Тијана. Разбираш? На почетокот. И после некое време кога уствари се доживеав себе. Природно и нормално. Кога доживеав себе, кога ме... Што заслужи да се доживееш. Кога ме себе, дознаа да. мене, кога мене ме препознава као Тамара, веќе беше друго. А сега, знаеш ли како ја кога се јавам во силуете, викам: "Добар ден, сестра и на Тамара овде, дали може да закажам нокти?" Да, ја урлам у позадина. Yes. Го достигнав тој момент. Да. Немирна е песна која ти беше најслушана во 2003 и 2004 година, иначе напишана... Како се спремила е. Иначе напишана од другар ти Нино Васков, кој што е моментално во Копенхаген, човекот отиде и прогледа. И неколку пати си прогласувана за пејачка на годината, си настапувала на бројни фестивали, тоа го спомнавме преска дека Always Second. Да, мислам тоа е таа награда најслушана песна помеѓу двата фестивала. Да, секој така беше и да, речи си, да. А и речи си секоја секој пат си била пласирана на врвот. Со турнеи. Тажна љубов срекна песна беше 8 на Макфест. По-добро Степски Вук беше 10. Дури и мислам и дека за малце немаше да влеземе во финалната вечер. Замисли. Да, неверојатно. За следната година да ми се јават и да ме поканат да земам наградата за најслушана песна. Меѓу двата фестивали. И не отидов. Па нормално не би отишла ни ја. Кој победи таа година, имаш ли појма? Не се сеќавам. Се сеќавам, извини, Биба Додева. Биба Додева победи таа година. Ама тоа е неверојатна работа, тоа е мислам тоа е запишано негде да тие песни кои што ќе се појават на фестивали кои што се на 10, 11 и 13 место, обично остануваат да живеат уште долгу години
Долго години после тоа. Добро, не овакво. Не може ни една песна, мислам, да се измери со тажа срекна песна. Не може таман работа да може. Не ми се верува дури. Дури не ми се верува што се случи со таа песна. Во Македонија? Не може ни една песна да се измери. Не може никако. Знам, многу сум срекна поради тоа и можеби заради тоа и толку долго време немам направено нови музики. Тоа сакав да те имам ја питам. нова музика, Тоа сакав да те прашам. Али нешто недостасува. Знаеш, некои стандарди ми постави Джамбазов, Билбилов, таа некоја комбинација. Сега почнуваш повторно да соработуваш со во еден период имавте една пауза, што е нормално да се... Ние така со години функционираме, да знаеш. Со Роберт Билбилов, Така, 2 години. Еве сега скоро бев кај него. Ми пушти песна која што 2 години веќе чува. И знаел дека кога тогаш ќе си дојдам ко попче у студио и дека ќе ја испеам ја. Оваа што ја испеа, што ја посвети на Хана? Да, таа е нова. Луѓе, каква песна е тоа. Да, многу добра. Значи, Вук утредента, како ти ни ја презентираш у кола... Да, не престана да ја пее. Вук не престана да ја пее, утредента цело време ја пееше. Шо пееш бе, синко? Па оно јуче што смо чули ко Тамаре, на ја пее цело време. Прекрасна песна со прекрасен текст. Многу е тешко. Откривме нов текстописец. Да. Робин е нов текстописец. Многу тешко ми беше после такви песни да направам нешто ново, знаеш, пошто не смеш тука више, не смеш да зезнеш работата. Знам, ама дали ќе се повеќе ќе се разочараат ако направиш нешто што не треба од тебе, него што некој Знам, ама можеш да се сложиш со мене дека мора да постои континуитет во нашата работа. Па не се сложувам. Ја работам, да ти кажем искрено, боле него претходно што сум работела и 3 години немам еден сингл издадено, ја пеам секој викенд. Буквално. И уопште не ми пречи тоа што немам песна издадена, затоа што имам песни кои што го доживуваат се уште моментот кој што го заслужуваат. И ден денес ги пеам. Веќе тој период е доволен за ништо не праење. Треба веќе да се издаде нов сингл, али немав проблем 3 години да ги пеам старите песни. Да. Држеа вода се уште. Кажи ми нешто на микрофонот позади. Кажи ми ти на мене, шо ти падна? Не, нешто со микрофон. Микрофонот? Не падна. Не падна микрофонот? Не смеам да се потпрам. Значи, овисник си, зависник си од друштвените мрежи. Не, јас сум зависна од ова. Па на шо? Па не си ти на Viber и на WhatsApp. Како не сум, еве? Мартин Вучич ме барал. Што? Од кај не ме побарал 15 години, човече, сега ми се јави. Не ми се вере. Може се жени, може сака да го пеам на свадба. Не, исклучено уопште, слушнав некои муабети дека ќе се жени. Да? Да. А чекај, а Инстаграм, Фейсбук? Да. Инстаграм е за Ама мене. не, па ти треба да се лечиш, да рече. Не, има една опција, не знам дали знаеш и тај, ти ќе се исплашиш кога ќе отвориш. Една опција да си видиш колку неделно и дневно 24 сата и у недела денак посветуваш време на која апликација. Сакаш да ти отвориш? Не сакаш. Има, тоа постои? Има, постои у недела дена колку ти сата. Леле, многу е страшно тоа, значи, човек. не знаеш колку е страшно. Ама ти си онда за посматрање? Да, па треба една институција за одвикавање. Не, Да. на вистина го зборував ова пред некој ден со Сергеј Трифуновиќ, нашиот заеднички пријател, иначе, глумецот. И он е нон-стоп на Инстаграм. Да. А нон-стоп? Србување по Истанбул. Ненормален. Нон-стоп викам, добре бе, викам, човече, што правиш толку? Нека знаеш дека слушнав дека постои институција, ја ќе се пријавам. Добре. У Београд имат улицата се вика Теодора Драјзера. Улицата во Белград се вика Теодора Драјзера, кај што се случува клиниката за одвикавање од свашта нешто, дури од коцка. И имаат ново оделение одвикавање од социјални мрежи. Да не веруваш. И вика, ќе се пријавам. Па викам, зрел си, презрел си. Да, у ствари не сваќаш колку време губиш на скролање. Многу. На ова. Да. И после ме боли палецот, па како нема да те боли бе, човече? Не, у скоро време сватив и дури дека фокусот да, па пред некој ден. Пошто доле си цело време си у таа позиција и Дарко Димитров скоро ми каже и вежба дури за тоа. Знаеш дека има вежба. Кога се замоти така, ги вртиш очите. Да. Па лево, десно. Да, вежба за очи. Пошто цело време си и за луѓе на компјутер кои што работат. И после очите китка матка. Да.
Многу си убаво нашминкани денеска. Не, најубаво сме нашминкани денеска. Серге Ептен не среди мене малце ова од наочарите, ама ја пошто ќорла сум, благодарение на Оптика Цајс, не сум ќорла. Што спремивте, друго господин? Да. Кого го почитуваш? Години имаш? Од колегите, значи, ајде да ја тргнеме тие на Дапче и Тодевска на страна. Кого би сакала да убијам? Не. Колешка од македонската музичка сцена. Дали имаш некој омилен вокал? Со која музика се одмораш? Од странските или од наши? Па од наши, од странски, како сакаш. Од наши, како другарка и како колешка, многу највеќе сакам Каролина. Каролинче, срце. Каролинчева приватно ја викам мајка. Да. Да. А она мене керка. Да. Додуше ванбрачна. Ванбрачна, да. Не, ја сакам, ја ценам пред се како пријател. Како човек. Како човек. Керол е добар човек, пред се. И скоро имаше роден ден. И ми се јавуваат другарки ми викаат, вечер сме на роден ден. И ја викам, кај сме вечер на роден ден? Па кај Каролина? Викам, човече, не ме викнала. И ја, пошто неам гајле, и пишем порака, добро мори, викам, ме заборај, леле, Керко, те заборев. Викам, ја ќе си дојдам. Нормално дека ќе си дојдеш. И доаѓам ја, а претходната година ме покани на роден ден, не отидов, не знам што се случи. И доаѓам, вика, сватив се што е. Треба човек да не те викне за да дојдеш. За да дојдеш. Баш. Баш така. Така што, ете, би ја издвоила неа и би го издвоила овој последен албум кој што го има. И вториот македонско девојче. И кој да ми запее ми е омилена песна од сите неизини кои што ги испева. Мене вези. Да. Кога ќе дојде емисија, а треба да дојде во некоја од следните емисии, обавезно ќе ми ја пее вези. Со која музика се опушташ? Може и ја да кажам? Ајде. The wheels on a bus goes round and round, round and round, round and round. The wheels on a bus. Хана, која песна сакаш да ти ја пуштам? Бас. Да, бас. Ајде, кека пеј бас. The wipers on a bus go switch, switch. Па, ускоро време, баш да ти кажам, и не се опуштам со таа музика. Малце вака ми се тресам кога ќе слушам. Добро, али углавном е кај тебе на Baby TV. Углавном е, да, углавном. Не, знам така да пуштам VH1 и да се забораеме и да џускаме дома и да играме и да се забавljаме, да имаме коreografии и све тоа. Многу сака да игра, она е иначе родена на денот на танцот. На танцот, да, на 29 април. Ја имам едно видео. Кој? Каде што е, Хана е со грб свртена, кај што ја гледа Нина Бадрич како пее. Да. Кој е тоа видео? И видео, имам ја видео, ќе го видиме после. Ајде. Да. Кога? Ќе го видам па тука? Па сега нема да го видиш ти, после ќе го монтираме. А како реакцијата моја кај ви? Не, реакцијата после ќе ти ја пуштам. Татко ми го пушти вчера со микрофон, пеење и со дигање нога, со све балерина, охо. Па ја не сум го видела. Со паѓање у несвест. Нина Бадрич ја пееше Не кажуве Либе Добренок и оно не се спаѓаше со се микрофон, со се вака. Лажеш. Да. Многу е смешно. Многу е хануле смешно. Не ми даваше сега да излезам од дома. Да. Кај и кажа ли кај ќе? И кажа. Кека. Се во последно време не ме вика Кека, више сега ме вика Тијана. Многу збори. Цело време збори. Не знам на кого збори. Не, па ич не знам нија. Ајде да те слушнеме со Тажна љубов, срекна песна, ќе те замолам. А сакаш и ти да испееш, те молам Тажна љубов, срекна песна, жити мене. Ај испееш. Ја да испеам. Зашто, ма Тамара, па ти си гостинка. Ајде испеам. Ја таа песна иначе многу ја сакам. Па знам колку сакаш да пееш. Чути се ја зборам. И многу ми е кеј да испееш. Пред 2 години јас тебе те прашав, добро Тамара, кога ќе ми ја дадеш песнава да ја отпеам на српски и ти мене не ми ја даде. Срам те бил, срам да ти ми е криво да ти кажам сега. Од оваа перспектива ми е многу жал. Не знам зошто и не знам што ми се случи во тој момент, зошто не ти ја дадам. Не беше нормална. Али може бев трудна, да не бев трудна. Не е исклучено, да, во тој момент јас кога ти кукав да ми ја даеш. Не, ја ќе ти ја платев, без никаков проблем. Имали пари со кои што таа песна може да се плати. Нема, на вистина. Што е бе, Сергеј? Не, ја да ја пеам ја или она, кажи. Она да ја пее. Ајде, повелете. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та. После ќе пеем една заедно. Може? Ајде, жити се. Мизи може. Ајде. Може. А он, за да ме снима, за тоа сака да... Нормално.
voliš ke me sonуваš, baš toj den ke me sakaš i progonuvaš. Ti i jaz, tako nešto ne se slučilo, a kaj si i što si, so kogom ne sakam da znam. Jedan ten ke me voliš, ke me sonуваš, baš toj den ke me sakaš i progonuvaš. Ti i jaz, tako nešto ne se slučilo, a kaj si i što si, so kogom ne sakam da znam. Mnogo pesni sam otpejala, a baš si te moji hitovi, si te bile ljubovni, polni so depresija i taga i jedna laga golema, togaš neka čujat si te, što gi boli, bogata što tažna ljubav, sretna pesna, eve ti sluši ja. Jedan den, ke me voliš, ke me sonuvaš, baš toj den, ke me sakaš i progonuvaš. Ti i jaz, tako nešto ne se slučilo, a kaj si i što si, so kogo ne sakam da znam. Sestra Mustafač, hopa! Hopa! Tegaš neka čujat si te, što gi boli, bogata što nema ime, taža ljubav, sretna pesna, eve ti sluši ja. Jedan den, ke me voliš, ke me sonuvaš, baš toj den, ke me sakaš i progonuvaš. Ti i jaz, tako nešto ne se slučilo, a kaj si i što si, so kogo ne sakam da znam, ne sakam da znam. Jedan den će se strosa, će se dotera, baš toj den će te nosa ja na opera. Jaz i jaz, so parfem namirisani, Armani, Alprada, Šamprada, ne sakam da znam, ne sakam da znam. Bravo! Слушай, господике вака, а još jedna da opeme zajedno, ti i ja što ja sakame? Ама ја пееме у народњачки фазон. Која? Пјевам Данју, пјевам Ночо, Здравко Чолич. Де сте дошо Здравко Чолич? Ајде. Da, da, da. Da, da, da. Pjevam sve što god hoću i što hoću to i mogu, samo jedno još ne mogu, da zapjevam glasovito, glasovito, silovito, da te dignem sa zvjezdice, zvjezdice, da te metnem me zvjezdice, da si zemam glasovito, glasovito, silovito, da te dignem sa zemljice, da te metnem me zvjezdice, kad si zvijezda sele moja, da si među zvijezdicama, među svojim sele moja,
si među zvijezdicama, među svojim sere moja, među svojim sestricama. Hej! Не може све така одма тутуруту. Имам ја уше да си направам муабет со тебе. Ма нели ке пеевме повеќе, само збориме. Нема врска, таман работа. Тамара, што мислиш за овогодинешната Евровизија и воопшто за тој надпревар со оглед на тоа што и ти неколку пати учествуваше? 3 пати, ако не се лажам. Да, еднаш бевме со Тоше, 2004-та, 2008 со Адриан и со Цврчак. И која година бевме ја и ти? Што првшата емисија со Марија запнале 2008 кад си победила на Евровизија, 2008, и ја викам бешено, со мене беше 2008. Точно 2008. А 2009 Вук се роди. Тачно. Нема везе. За оваа година Евровизија не знам, не ми остави некој голем впечаток. Првата вечер имаше фини песни. Бугарите ми беа фаворити. Исто. Австрија ми се допадна многу, Словенија ми се допадна. Израел, така, што знам, некако после таа лани, кога победи португалецот, мислев дека, ете, барем нешто ќе се спромени, али ете, победи. Ја мислев дека Габриел Собрал, човекот што победи минатата година, мислам дека не се случило последниве 40 години така некоја песна музика да победи. Музика да победи на Евровизија, да те буквално да ти ја разгали душата. Баш така, да. Во моментот човекот кога да те излечи, пошто музиката лекува. Апсолутно. Што мислиш за IQ и за нашиот настап? Имаш ли мислење? Беа многу исплашени по мене. Мислам, природно и нормално е. Дали ти имаше трема, Тамара, 2007-2008? Дали имав трема? Ја не знам кај се наоѓам од трема. Мислам, од трема, тоа е таа некоја еуфорија, која што адреналин кој што не можеш да го исконтролираш. Марија баш зборуваше за тоа во емисијата. Се тресев, целата се тресев. Прво не ја сватив толку таа Евровизија, пошто беше во Београд. И дали као на Белвизија се осеќав. Да. Али пак имав, знаеш, притисокот, товарот кој што го носиш, знаеш, се пак представуваш една земја и сите очекуваат од тебе, не знам што ќе се деси. Мајмуни ќе висат од плафони. А овакво не се свесни каков притисок на пејачите им прават, знаеш. Мислам, ја не ги кривам, тоа се неискусни се тие девојки кои што настапија од Македонија оваа година. Че они беа потполно исплашени. Они ништо не испеа. Песната е многу убава, мене ми се допадна песната на IQ. Стайлингот беше катастрофа. На прво место сме за најлошо облечени оваа година. А ние бевме 2014 прогласени за најдобро стилизирани, да. И јас бев очајно облечена на 2008 на Евровизија. Беше како сицилијанска вдовица, боже ме проти. Види, може би таа моја црна хаљина подобро ќе одеше со некоја друга фризура таа година, али пошто јас таа година не знаев ни кај се наоѓам, ни која сум, ни зашто сум. И све правев како што ќе ми кажат. Тамара, таква фризура и таква шминка ќе носиш. Ја викав, добро. Знаеш, ние уопште не се слушав себе си. Да. И не е дека утки не сме правеле, али оваа година мислам дека стайлингот беше голема утка. Не ми се допадна ништо. Барем по нас. И така. Кажи си, слободно кажи си. Кажи си слободно, девече. Ништо. Фина е Марија, мислам, IQ се супер. Не сакам се погрешно да ме сватат, али се искрено си кажам се, некем да глумам лудило. Ти кога сте имала став. Некем да глумам лудило. Jer ako nemaš stav, odmah bi ga stavен. Не беше добро. Да. Исплашени беа. Треба на Евровизија се праќаат искусни изведувачи кои што кога излезат пред толкав аудиториум нема да се укочат. Да. Ама пак постои таа трема што е позитивна и таа еуфорија. Без тоа е тој адреналин не може ни да те се сложува.
За некој ден ти е роден ден, тоа го кажав Да, добра. Сакаш да почеток. кажеш и колку години Па полнам? не, годините се само бројка, Тамара. Мислам, тоа одамна сме го сватиле, иначе ги полниш Исусовите 33 години. И кога ќе кажам дека имаш 33 години, мене добро не ми е да сваќам ја колку години имам и онда не ми е добро, разбираш? Ама пак ќе речам, годините се само бројка, никогаш подобро не сме изгледале. Дали можеш да подвлечеш црта и да кажеш задоволна сум од она што до сега си го постигнала во својата кариера? Никако. Не си задоволна? Не, сум задоволна, ја ништо ја ту не би менјал. А дали си од тоа до сега што си го постигнала во кариера? Дали имаш регрет? Дали жалиш за нешто? Па жалам за фризурата на Евровизија. Дефинитивно жалам за фризурата. Има моменти за кои што жалам. Мислам, например, пред некој ден го гледав спотот за 1003 кој што е снимен пред 15 години, каде што јас убив двајца. Ја пукав и убив двајца и го гледам спотот, баш седам во силуета, не знам што правив, сама седам во соба и луѓе се смеев на глас. И не ми се веруваше кај ми беше мозокот. Ама добро, Тамара, ти тогаш имаше 16-17 години. Не, има такви моменти кои што сакам да ги избришам, да не постојат, као, например, тој. Пак ќе кажам, ништо не би менувала, али, мислам, искуството и се тоа, така сум го стекнала, нели? Се тоа допринесува да, ете. Ама си благословена што работиш работата која што ја сакаш? Не, јас имам многу среќа, срце моје, знаеш ти. Па имаме и ти, ја имаме фортуна, па тоа е тачно. И доволно ја еднаш само вака. Да направам и све да ми се прости. Ја морам да раскажам, кога почна, ја морам да раскажам и така да го завршиме. Ајде, завршив. Значи, мали која бевме, ја имав негде 16 години, така беше втора година средно бев. И тогаш се појавива 500 кец, Левис 500 кец. Добро. И беше фазон да имаш 500 кец. И ако немаш 500 кец Ливајс, не си фраер. Онда не си фраер. Така е. И ја доаѓам дома од школа и од врата, тато, кажи сине, 500 кец Левис да ми купиш. Колку пари се? Толку. Немам. Добро. Зијам парталите, идам у Хавана, кај Зеко и кај Пиже, викам, добар ден, ви треба некој да работи на шанк? Вика, и може, не е проблем. И ја на шанк пери чаши, колку требаш толку ова, она. И не да крај на месец и собрав пари и отидов и си купив Ливајс 500 кец. Ливајс. 3 дена каснije, Тамара и се барбиката испаднала главата. Не, ролерки беа прашање. Не, престани. Ролерки беа во прашање, девојче. Ролерки сакав. Ау, да, тоа ролерки друго беше за испаднатата глава, за барбиката не битно. И ролерки и тата! Кажи сине, абе ролерките ова да има ова, Сандра има, не знам ова, има, не може. Колку пари се? 9.000 долари си ти нормално. Ама тато! И прапата, папата, то плачење, тато! И тато на крај, вика, еве ти, деве. Ја гледам и не ми се верува. Значи, чудо сум. Значи, викам, треба пак Наравно, учение. Наравно, учение, седи, плаче, кукај, моли корни, коси куби, јаукај. Ке добиеш и ти ролерки ми купи банана сплит велко, едни жути, ги памтиш? И ден денес ги имам, и ден денес се добри. Ролерките? 9.000 денари за тогаш, за тоа време. Иначе Тамара беше исклучително мирно дете. На 3 години ја пукна главата у радиатор. Ја држев дури на живо и ја шиеа, пошто сите се несвестува околу и реков, та ја ќе ја држам, глава, бебе 3 години. А меѓу време докторот бута прст да види дали е скршен, дали е главата повредена, ја гледам вака и се ја единот, пошто мајка ми не е добро, татко ми не е добро, и он вака бута и ја вака држам и вака правам, ама сега морам, јас сум таа која што треба да држам. Значи, тога ја пукна главата. На 15 години имаше која влезе у... А, не. Прво ја скршив ногата. Прво ја скрши ногата, да. На лизгалиште беше тоа, да. Она на една страна, ногата на друга страна. И беше до гипс, да не покажем. Не, јас сега од оваа гледна точка гледам, уствари колку би било на мајка ми страшно. Не, сирота, брат. И доаѓа она у болница, ја у крвишта толка, и она доаѓа, сине, а ја гледам,
Добра сум, мамо, не се секира, ја заклана до пол. А тоа беше третиот пут, значи не беше тоа кршењето на нога. Третиот пут кога влезе со мотор у просветно дело, им влезе со мотор вака. Исклучително мирно дете. Исклучително мирно дете. Влезе и рече добар ден и падна. Имаше повеќе среќа него памет, мислам, фала му на Бога. Ја колку среќа имам. Да, имаш фортуна, нека си жива и здрава. Друго што те прашам, мислам дека сте кажавме. Сакаш те то важи, цела си исцртана како политикин забавник. Не, тачно, имам 3 да важи. Ја имам 6. Епа за џуте. Мислам дека завршивме. Ти беше ли убаво, кажи? Многу. Не, стварно? Да. Озбилно? Само немој да пееме, сега признавам, не можам без тебе, те молам. Ама те молам, традиција е, сега да ти кажам. Не, само ти кажам. Традиција не се наслонува и пак микрофонот ќе цркне. Значи, традиција е во нашава емисија, мојава емисија, Вечер со Тијана, ова е 4-то издание и традиционално секој гостин што ќе дојде, дали дошол од Јапан, Кина, Загреб, Београд, Скопје, не е битно, пее една традиционална македонска. Пошто признавам, не можам без тебе, више evergreen и може слободно да се нарече као традиционална македонска, колеги ќе се сложите со мене, така е, нели? Дали може еден флјотдур? Од овде ќе пееме. Како го изадим? Ајде де. Строфа, рефрен, да си идеме по дома. Многу ви благодарам, пријатели драги, што бевте со нас и оваа вечер. Фала ти, Ена, фала. Фала ти, Тамара, што беше со мене и со нашите гледачи. Добро, ајде. И тоа е сам, ветрот ми шепоти. Го мъчи се, го боли се, му доаѓа да полуди и немо како мене да застане сред улица и до небо да викне. Иткате музикални. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставай ме. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Фала ти, Тамара, што беше моја гостинка во Вечер со Тијана. Благодарам на поканата. Што дојдеш, што убаво си се наприкажавме, кој свати, кој не свати. Реприза кога имаш. Реприза има нон-стоп. Многу ви благодарам, почитувани гледачи, што бевте со мене и со Тамара и со Feedback Band. Thank you уште еднаш. Се гледаме следната сабота на исто време, во исто место. Не го менувате каналот, бидете со нас со 1 ТВ. I love you. Auf Wiedersehen. Се гледаме следната сабота.